Почитувани, ВМРО ДПМН молчи и не одговара на прашањето дали Алказар Енерджи има или нема одобрение за градба. На овој начин ВМРО ДПМН само потврдува дека доаѓаат матни времења во енергетскиот сектор. Договарања за затворени врати со лични, приватни интереси на поединци од врвот на власта. Денес јавноста не знае ништо за инвестициите кои ги најавуваше ВМРО ДПМН во енергетиката, кои наводно тежат 1,5 милиарди евра. Клучните прашања се без одговор. Граѓаните ништо не знаат. Ако навистина станува збор за проекти од јавен интерес, зошто бегаат од одговорите? Нека излезат и нека кажат кој е бенефитот за граѓаните. Ке биде ли струјата поевтина за граѓаните од Берзанската? Кој ќе гарантира цената ако повторно, како во енергетската криза, скокне над 500 евра за мегават час? Нема одговори затоа што очигледно за жал во позадина се кријат лични бизнес интереси. Фактите говорат дека ЕСМ лани произведе помалку, односно 3600 гигават на часови. Оваа година бројките се уште полоши. Казанџи, според најавите на Мицкоски, ќе произведува 4100 гигават на часови, додека Алказар над 1200 гигават на часови. Со други зборови, државната ЕСМ ќе го изгуби приматот како најголем производител во земјата. Дали е тоа интересот за граѓаните? Кој ќе гарантира ефтината струја за домакинствата, која што во моментов ја обезбедува ЕСМ? Очигледно е, од овие нетранспарентни договори бенефит граѓаните немаат, туку само тие кои се блиски до власта. Нема ниту еден аргумент како овие проекти ќе го подобрат животниот стандард или ќе донесат развој за државата. Го повикуваме ВМРО ДПМН да излезе пред јавноста со конкретни бројки и детална пресметка. Каков е јавниот интерес, кој е финансискиот ефект за граѓаните и буџетот од овој проект. И повторно бараме јавно објавување на дозволата за градба за Алказар Енерджи, на чиј почеток на градба присуствуваше премиерот Мицкоски, нормално ако ја има. Ги повикуваме надлежните институции под опрен глас да го истражат овој случај. Нема скриени сделки на сметка на граѓаните.